Како што се одвиваат работите со енергетската криза, зимава најверојатно не очекува рестрикции во електронапојувањето и 20 до 50% поскапа струја која ќе ја плаќаат граѓаните. Такви се песимистичките предвидувања на експертите кои коментираат дека грешките се направени летото, а ќе се наплаќаат на почетокот на 2022 година. Државата имала можност да договори соодветни количини струја кога цената била 120 евра за мегават час, па 240 евра, но чекала се до сега кога цената може да достигне и до 400 евра за мегават час. Недобрата опција била навреме да се обезбедат потребните количини јаглен за работа на термоелектраните, пошто ќе се избегнела сегашната алармантна состојба, но кога не е направено ни едното ни другото, останува цехот на лошата енергетска стратегија да го платат граѓаните. Надлежните пласираат смирувачки информации дека и во делот на цената и рестрикциите ќе се избегнат најлошите сценарија, но таквиот оптимизам не го делат и експертите кои не делат безболен излез од кризата, особено не под ефектите и ограниченото функционирање на рек Битола и нефункционирањето на ТЕЦ Неготино. А што ќе значат рестрикциите за граѓаните и уште повеќе за стопанството, застега никој не анализира и да се осмелува да дава какви и да е предвидувања.